населбата Тафталиџе 1 се пушти во употреба новиот клуб на пензионери кој е еден од 5 кои се наоѓаат на територија на општина Карпош. Набрзо овој клуб ќе ги добие и потребните реквизити за најразновидни друштвени игри. Ова е првата вест за денеска, останатите содржини ги гледаме во приложение. Владата донесе нови сет мерки со цел справување со поплавите. Ера Сити на Скопскиот сајам ќе се реализира за 3 до 4 години. Промовирана услугата за безготовинско плаќање за нови лични документи. Колку граѓаните купуваат сувенири од специјализираните продавници за сувенири. Пристигнаа нови автобуси, ама скопјани пак се возат во старите. Владата донесе сет мерки за справување со последиците од врнежите и поплавите што деновиве ја зафатија Македонија. Го заложи координативното тело за поплави на сите места каде што недостасува вода за пиење да обезбеди цистерни или флаширана вода. Сите општини и градот Скопје да ја активираат механизацијата на јавните и комунални предпријатија за интервенции, а Министерствата за одбрана и за внатрешни работи да ги стават на располагање хеликоптерите, чамците и останатата соодветна опрема за помош на населението во најкритичните места. Андријана Димитриевска. Да се обезбедат цистерни или флаширана вода, сите општини и градот Скопје да ја активираат механизацијата на јавните и комуналните предпријатија за интервенции, а Министерствата за одбрана и за внатрешни работи да ги стават на располагање хеликоптерите, чамците и останатата соодветна опрема за помош на населението во најкритичните места. Ова се мерките кои ги донесе владата за справување со последиците од врнежите и поплавите што деновиве ја зафатија Македонија. Покрај овие донесени се и специјални мерки за дејствување на медицинските служби, како и препораки до населението за заштита на здравјето. Ова денеска го соопшти портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев. Владиниот портпарол истакна граѓаните од загрозените региони кои поради влијание на поплавите не се во можност да дојдат до аптеките или медицинските центри на бројот за итна медицинска помош 194 да ги пријават овие потреби за лекови и медицински персонал. Она што е особено битно се однесува на здравствените мерки кои што Министерството за здравство ги предложи, а владата на Република Македонија ги усвои, кои што значат интервенирање во насока на заштита на здравјето на населението во критичните региони, а се разбира и обезбедување на функционална здравствена заштита на истото ова население на кое што таа му е оневозможена поради дејството на природните влијанија. На лица чии домови привремено не функционираат, уште во текот на вчерашниот ден се згрижени во приватни центри, а обезбедени се и санитарни пакети и храна, душеци и кебиња. Во Радовишките села, кои се одсечени поради паднатиот мост со хеликоптер на МВР, веќе е испратена помош со чиста вода за пиење, лекови и медицински тим кој ќе остане таму до поврзувањето на овој регион со останатите. Градежна механизација пробива нов пат кој води од Зелениково кон Покрајчево и се очекува неговото обезбедување во следните 48 часа. Исто така Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно владините мерки се задолжува да изготви проекти за санирање на браните во Пишица и Слатино, а доколку не постои можност за тоа да проектира изградба на нови брани на двете локации. Министрите денеска се повторно на терен, каде ќе ги надгледуваат и координираат тековните операции за поддршка и помош. Министерката Гордана Јанкуловска во Кумановско, вице-премиерот Владимир Пешевски во Струмичко, Спиро Ристовски во Штип, Милеја Накиевски во Пробиштип и Свети Николе, а заменик министерот Зоран Коњановски во Радовишко. Деловниот и трговски комплекс Ера Сити кај Скопскиот сајам ќе се гради со стратешко партнерство на групацијата Ера и компанијата Тригранит. Проектот треба да биде готов за 3 до 4 години, а истиот се проценува дека ќе чини 130 милиони евра. Томислав Атанасовски. Групацијата Ера и меѓународната групација Тригранит денеска одржаа пресконференција на која беа соопштени деталите околу проектот Ера Сити, кој по 5 години пауза конечно ќе се реализира во Скопје. Проектот треба да биде завршен за 3 до 4 години, чија вредност се проценува на 130 милиони евра. Договорот е заеднички да го реализираме проектот. Во изминатите години поради кризата беше успорен проектот, но ние вложивме 8,5 милиони евра во инфраструктурата,
која представува подготовка за полесна реализација на проектот и очекувам истиот да биде поддржан од банки и фондови. Главниот мотив да се реализира овој проект е да се дадат сите потребни содржини на она што досега се реализира на Скопскиот саем, а тоа се над 200 случувања во годината. Групацијата ќе може да го пренесе искуството во градењето што го има во реализација на проекти во 10 земји. Вредноста на проектите што ги имаме реализирано изнесуваат 2,5 милиарди евра. За нас ова е предизвик, бидејќи за прв пат станува збор за проект каде може да го пренесеме нашето искуство и знаење од другите земји каде што сме активни. Era City ќе биде еден од најголемите комплекси во југоисточна Европа. Ќе содржи деловен центар, шопинг центар, деловни објекти, хотел, катна гаража, забавен центар и се што е потребно за еден ваков комплекс. Покрај реализацијата на проектот, корпорацијата Три Гранит ќе биде вклучена во реализација на настаните на Скопскиот саем и Метрополис Арената, како повеќенаменска мултифункционална изложбена хала. Групацијата Три Гранит е едно од најголемите предпријатија кои се занимава со развој на недвижности во Европа, како и со инвестиции, развој и управување со недвижности. Работи во 7 држави во средна и југоисточна Европа и има големо портфолио на довршени атрактивни недвижности. Матичните лекари и специјалистите електронски ќе внесуваат здравствени податоци. Министерството за здравство воведува електронски систем за евиденција на здравствените податоци, со што ја заокружи имплементацијата на интегрираниот здравствен информатички систем, кој е поставен со 35 регистри, образци кои ќе се пополнуваат електронски, кои се негови суштински делови. Образците досега беа пополнувани од матичните лекари или од страна на здравствените установи рачно и потоа беа испраќани до Институтот за јавно здравје, каде потоа исто така рачно се обработуваа. Со сите овие 35 регистри веднаш се добиваат конкретни податоци за сите овие состојби во здравството. Например, за состојбата со дијабетисот во државата, колкав е бројот на дијабетичарите, колку се зависни од инсулин, колкав период се на терапија. Овие податоци се од витално значење не само за креирање на здравствената политика, туку и за научно-истражувачка работа и за подобар пристап во лекувањето од страна на здравствените работници. Граѓаните од денеска на лице место ќе можат да извршат плаќање со платежна картичка на трошоците за вадење лични документи. Ова го возможува новата услуга за безготовинско плаќање преку посттерминали при аплицирање за нови лични документи која беше денеска промовирана. Ивана Митковска. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески денеска ја промовираа новата услуга за безготовинско плаќање преку посттерминали при аплицирање за нови лични документи. Со можноста за плаќање на трошоците за вадење документи преку посттерминали, постапката за издавање документи е многу поедноставена. Односно, граѓаните можат да закажат по електронски пат и со само едно доаѓање на местото на издавање на документите, да ги завршат сите административни процедури на многу поедноставен начин, при тоа избегнувајќи го непотребното трошење време. Денес го промовиравме новиот систем на плаќање за образци за документи и за административни такси и практично со низата промени во начинот на закажување и начинот на издавање на документите, со задоволство можам да констатирам дека со можноста за плаќање на трошоците за вадење на документи преку посттерминали, што беше овозможено со измена на законската регулатива од страна на Министерството за финансии и со распишување на јавен повик на кој се пријавија заинтересираните банки како субјекти кои би го вршеле плаќањето, практично постапката за издавање на документи е многу поедноставена. Министерот за финансии Зоран Ставрески потсети дека претходно беше воведена можност за плаќање на административните такси, а потоа и на судските такси преку мобилните телефони, односно преку SMS порака. Ова се овозможува практично да граѓанинот на лице место изврши плаќање со платежна картичка без да мора да чека пред банка, да оди на друго место, да изгуби време и дополнителни трошоци за истото. Со оваа услуга провизијата потребна да се плати за издавање документи е многу помала, зависно од типот на документите. Министерката за внатрешни работи Јанкуловска нагласи дека ова е дел од реформите кои владата ги спроведува во функција на доближување на услугите на администрацијата до граѓаните и овозможување подобар сервис за реализирање на сите нивни потреби. Во Министерствата за внатрешни работи на територијата на Република Македонија инсталирани се вкупно 167 посттерминали, а бројот на службеници од МВР обучени да ракуваат со нив изнесува 170.
Министерството за труд и социјална политика денеска промовираше електронски толковник на поими од пензиско осигурување, чија основна цел е граѓаните да се запознаат со поимите и термините кои се користат во овој тип осигурување, особено по спроведените реформи и воведувањето на капитално финансираната компонента, односно вториот и третиот пензиски столб. Електронскиот толковник е поставен на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика. Со кликање на секоја означена буква се појавуваат поими со краток опис на нивните значења и во одредени случаи и дефиниција. Доколку станува збор за посложен поим преку соодветен линк, граѓанинот се упатува за подетално објаснување на друга веб страница. Со електронскиот толковник се овозможи граѓаните да се запознаат со поими од пензиско и инвалидско осигурување на поедноставен начин, особено поради тоа што секој осигуреник е иден корисник на права од пензиско осигурување. Фонтаната со воинот на конј, македонската фаланга, крстот на Водно и Свети Кирил и Методи се дел од најпродаваните сувенири во специјализираните продавници за сувенири во Скопје. Овие продавници ги има на 6 локации во Скопје, а во нив може да се најдат модерни сувенири и копии на македонските археолошки артефакти. Спомениците од проектот Скопје 2014, македонската фаланга, крстот на Водно и Свети Кирил и Методи, копии на музејски артефакти се само дел од мотивите за сувенири кои се интересни и за домашните и за странските туристи. Најпродавани се сувенирите со воинот на конј, крстот на Водно и македонската фаланга, магнетите за фрижидери. Луѓето се позаинтересирани за купување на модерните сувенири отколку на македонските археолошки артефакти, затоа што цената на модерните сувенири е подостапна за граѓаните и се движи од 60 до 490 денари и се направени од пластика, додека пак цената на археолошките артефакти се движи од 350 до 2000 денари затоа што тие се копија од оригиналот. Овој проект за продажба на сувенири во монтажните куќички поставени низ центарот започна да се реализира пред една година, а во последните неколку месеци се забележува зголемена продажба на истите за околу 20 до 30%. Сите купуваат, дали се туристи, дали домашните купувачи, значи сите купуваат, со оглед на тоа дека имаме зголемена продажба последниве неколку месеци, тенденција да се купува, значи сите купуваат. Нема правило дали купуваат странци или наши, значи почесто странците се интересираат за овие предмети, но и секако и нашите домашни купувачи купуваат. Модерните сувенири ги изработува фирмата Агенс, додека пак археолошките артефакти се изработуваат во ателието на Музеот на Македонија. Во насока на промовирање на Македонија преку сувенири склучени се и договори со туристички агенции за да ги носат туристите за да можат со себе да понесат автентичен сувенир од Македонија. Продавниците за сувенири се поставени на 6 локации низ центарот на градот, и тоа кај градскиот трговски центар спроти хотелот Holiday Inn, на плоштадот Македонија, на улицата Македонија, во Триумфалната порта, на влезот на Старата Скопска чаршија и во Музеот на Македонија. Од 1 март граѓаните ќе може да аплицираат за сите видови билети на јавното претпријатие на општина Центар Паркинзи со само едно јавување на телефонскиот број 072 251 251. Потребно граѓаните на операторите да им ги остават потребните податоци, како и регистарскиот број, а плаќањето на услугата ќе се изврши по подигањето на договорот во седиштето на Паркинзи. Таму ќе ги приложат сите потребни документи што вработените претходно ќе ги побараат од нив. Поведувањето на овие новини им се заради поголема ефикасност, едноставност и брзина на услугите, се со цел да им излезат во пресред на нивните корисници. Освен дневни, месечни и годишни, предпријатието нуди и привилегирани билети кои се однесуваат на станарите во колективните објекти на територија на Центар. Граѓаните се жалат, иако има нови автобуси, ние се возиме со стари ги дотраени. Директорот на ЈСП негира, според него старите автобуси им бодат очи, па затоа ги забележуваат. Елизабета Дамјановска. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје неодамна се поднови со уште 79 двокатни автобуси, со што возниот парк на предпријатието го достигна бројот од 215 нови двокатни автобуси. Покрај двокатните, предпријатието во својот возен парк има на располагање и 81 нископоден украински автобус, како и 16 минибуси, односно вкупно 312 автобуси. Во многу прилики, директорот на ова предпријатие ги уверуваше Скопје
Скопјани дека нивните маки со јавниот превоз се минато, истакнувајќи дека во ЈСП Скопје има доволно нови автобуси, кои ќе ги заменат старите, дотраени и неудобни автобуси. Сепак изгледа дека на патничките маки им нема крај. Ако досега граѓаните по секоја испорака на нови автобуси избираа да влезат во нов климатизиран автобус, деновиве ја немаат ниту таа можност, но не затоа што сите автобуси се нови, туку спротивно. Низ градските сообраќајници се почесто сообраќаат старите автобуси, а граѓаните, корисници на јавниот градски превоз, револтирано коментираат и се прашуваат каде се новите автобуси. МТМ истото прашање му го постави и на директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов, кој пак одговори дека застапеноста на старите автобуси од ден на ден е се помала, но на граѓаните им бодат очи, па затоа ги забележуваат. Сега има поголем број на нови двукатни и нископодни автобуси, за разлика од пред неколку месеци, а токму тоа е причина што повеќе се забележуваат старите автобуси, додаде Николов. Дел од граѓаните имаат разбирање и се надеваат дека многу наскоро во потполност ќе се исклучат од сообраќај старите автобуси, а некои пак велат дека сега, за разлика од порано, многу почесто кога чекаат автобус на автобуската станица пристигнува стар автобус. Кога чекате автобус, повеќе доаѓа нов или стар? Претходно многу повеќе да нови, сега постар идат. Дали повеќе се качувате во новите или во старите? Во новите. Тоа што старите дупнати се, фури од сите страни. Повеќето нови се автобусите, да. Сега нови доаѓаат. Почесто се возиш во новите? Зависи, кој ќе дојде со тој. Не е мал бројот ниту на оние кои велат дека го пропуштаат стариот автобус, со надеж дека следниот ќе биде нов, во кој нема да прокиснува и ќе биде топло. Во продолжение на урбаните вести ви информираме за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Представата Македонска крвава свадба се изведува вечерва во Драмскиот театар од 20 часот. Представата е од Војдан Чернудрински, а во режија на Сташа Зуровац. На сцената на Македонскиот народен театар вечерва се изведува представата Сумнително лице од Бранислав Нушик во режија на Синиша Евтимов. Дебатниот филмски клуб Лале ве поканува на проекција на филмот 103 љубовно писмо до алтернативната култура во продукција на PMG Recordings. Проекцијата на филмот е во Менада од 21 часот. Во кинотека на Македонија од 20 часот се прикажува играниот филм Matrix 3. Трилогијата Matrix е една од најзначајните во историјата на филмот и се занимава со филозофски теми кои коренот го влечат уште од Платон и неговата пештера, или пак констатацијата на Калдерон дека животот е сон, поврзани со бројни религиски прашања и теми спакувани во обланда на врвен акционен филм. На 10 минути пред полноќ во клубот Социјал започнува студентската забава Студентите пеат со Јоко Даневски. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Ракометниот клуб Металург за противник во 8 на финалето од Лигата на шампионите го доби белорускиот тим Динамо Минск. Актуел, по цели 5 години Андријана Јаневска со нов спот како подарок за сите дами. Ракометниот клуб Металург за противник во 8 на финалето од Лигата на шампионите го доби белорускиот тим Динамо Минск. Веднаш по рекламите се спортските вести.